би сакал да апелирам да се исплатат субвенциите за тутунот, затоа што тутунарите го заслужуваат тоа. Знаеме што се случуваше со откупот минатата година, кога не беа вреднувани класите на тутун онака како што одговара и кога не беше исплаќано онолку колку што е реална вредност на тутунот, а дополнително и основните цени беа спуштени. На тоа уште да не се исплаќаат субвенциите, мислам дека е свесно удирање во земјоделците во производството на тутун, затоа што власта не сака да запре со увозот на тутун и го одби нашиот предлог на закон со кој што предложивме да се забрани увоз на тутун во Македонија се додека не се увози, се додека не се откупи целосното производство на домашниот тутун. Дава различни образложенија зошто треба да има увоз, но во суштина зошто треба да има увоз гледаат македонските земјоделци со тоа што нема редовен откуп и со тоа што не може да пристојно, нормално живеат и функционираат. Веројатно сме единствена држава во светот каде што за проблемите на власта е виновна опозицијата. Ама тоа е гола пропаганда која што не поминува. Всушност резултатите на минатите локални избори покажаа колку граѓаните веруваат во тие глупости, а и бегањето, епското бегање од парламентарни избори покажува дека граѓаните не веруваат во тие глупости. Вакво бегање од избори не е забележано не само Македонија, туку во цел регион. Во однос на тутунарите, ние сме постојано со нив, тука сакам да одавам признание и на пратениците тука од Прилеп, кои што се постојано во комуникација со тутунарите. Ние предлагавме законски решенија, кои што како опозиција тоа е тоа што можеме да го направиме, кои што сметаме дека се добри. Доколку продолжи овој однос, еве да најавам и на Ковачевски и на Љупчо Николовски дека јас лично ќе ги предводам овдека протестите со тутунарите заедно со пратениците, со градоначалникот и со тој цел народ кој што сака да дојде и да ни се приклучи, затоа што ова е убивање на цел еден град и цел еден регион.